почнеме. Прво, добар ден од мене, како директор на Основното училиште Гоце Делчев. Би сакала пред се да ги поздравам представниците на сите образовни институции на ниво на општина Тепово, почитувани колеги, почитувани пријатели. Добре дојдовте на промоцијата на прирачникот на нашата колешка Сонја Трифунска. Би сакала пред се во моје лично име да изразам едно големо задоволство и восхит кон нашата колешка за незината професионална посветеност пред се и да ја посакам голем успех и понатаму и тој успех да биде во континуитет. На овој голем ден, ден на учителот, би сакала сите колеги кои што се во можност имаат желба професионално да се надградуваат исто како и нашата колешка. И овој практикум и овој прирачник што го има изработено да го користат како алатка во својата професионална работа. Навистина ќе помогне на сите. На Сонја лично би сакала да ја посакам многу успех, многу среќа, многу здравие и многу успешни авторски дела кои што само неја ќе ја користат, а нас ќе ни помогнат во нашата работа. Среќа уште еднаш. Поздрави од мене, почитувани, благодарности кон директорката и Сонја, што ми даде простор и можност да кажам збор 2 за овој убав настан и оваа промоција. Мене ми причинува особена чест и задоволство да бидам дел од овој промотивен настан. Во недела кога имав можност да видам низа активности со деца, недела посветена на детето. Во токму во оваа недела е и 5 октомври, Меѓународниот ден на учителот. Тоа многу гордо звучи. Професија благородна. Нешто најсвето од младата личност да изградиме човек, да го описмениме, да го способиме да живее во едно ново време кој нуди голем број предизвици. Но тука сме да кажеме нешто би сакала и за пред се Сонја, а потоа и за незината работа и делото. Би сакала да кажам дека Сонја ја запознав и ја знам цел живот. За жал не е така. Ја запознав изминативе 10-15 може би години. Но внесе нешто ново кај мене. Внесе нова надеж, мотивација, желба за работа. Имав можност да запознам и сретнам една личност љубопитна, желна да истражува, да се надоградува, да учи. Но учејќи една од друга, јас повеќе учев од неја отколку таа од мене. Не запира тука. Во деновите кога не би сакала да спомнам, но неопходно е да кажам, бевме во најголемата криза, значи во ковид криза. Сонја не застана. Сними голем број наставни часови за Едуино порталот. Но не само тоа, таа поттикна и колеги да се охрабрат. Ајде, вие го можете тоа. Не е така тешко. Возможно е. Под мотото играј, забавувај се, учи, чинам дека така беше. На истиот тој портал понуди голем број дидактички игри, кои денес се тука, остануваат за денешните и идни генерации. На тој начин таа се стекна со звањето Едуино амбасадор. Но не застана тука. Тоа го оправда со тоа што на истиот тој портал таа креираше и вебинар, кој го реализираше и чија посетеност чинам дека ги надмина очекувањата. Зашто на вистина верувам и вие и јас го благодарам. Не запира тука незината работа, ги исполни условите и се стекна со звањето наставник ментор. А со тоа можност не само да работи со ученици и деца,
да работи и со новите наставници, да им го преточи своето искуство на нив, да им каже како и да ги воведе во овој не така лесен занает, би рекал, учителствувањето. Исто така сум посебно горда на тоа. Љубовта кон децата и описменувањето, таа го преточи во една друга насока и премина во творештвото и почна да создава. Може би се лажам, може би не, ама првото неизино дело беше Петар учи за здрава храна. Кога допре до мене видов еден нов светоглед се отвори пред мене, со кодови, кои ве водат во некои патеки, сложувалки. Ова го сакаат децата од новото време. Ова е тоа што им треба. Значи, таа размислуваше долгорочно. Не застана тука. Кој создаде и второто неизино, сега скоро дело, излезе печат, Наде и Нено учат за животните. Уште по-богато, уште по-благотворно, со уште поголем број дидактички игри и чинам дека ако тоа нели допре до рацете на едно дете, тешко дека може да го остави туку така. Бидејќи тоа и го реков Сонја, ова второво, не само еднаш, кадето ќе се навраќа неколку пати. Низа неоткриени извори на сознание има внатре за едно любопитно дете. Меѓутоа, тука сме да проговориме за практикумот, токму за ова. А она што не ја инспирирало, а мене посебно, се разбира, што мојот драг и почитува, и никогаш не прешалим колега Мите, остави длабока трага, не само кај мене, кај вас и кај неа. Во еден неврзан разговор, тој секогаш знаеше да упати убав збор, добар совет, неговите зборови и мене постојано ми одзвонуваат и ден денес. Сонја тоа вешто го уловила. И благодарение на неговиот поттик, тој беше инспирација за многумина, но Сонја се охрабри да го направи овој прирачник со практикум наменет за наставниците, за своите колеги. И кога ќе го погледнете, нели, урана идеи, звезда на приказната, призма, и некој од вас може би ќе каже ова не се нови техники, ние тие ги знаеме. Да, ние ги знаеме, но истите тие да ги обработиш, да ги ставиш во еден реален наставен контекст, близок до нашиот образовен систем, да го доближиш до нас, и зборови, и слики, и дела да направиш едно вакво, не е баш така лесна работа. На него Сонја работела долгорочно. Освен тоа, таа ги следи и новините во образовниот систем, новиот концепт за основно образование го има вградено токму тука. Новите стандарди за следење и вреднување согласно новите наставни програми. А тоа го прави дека таа размислувала на долга стаза. Значи да го користат овој прирачник сегашните, но и идни генерации на наставници. Вредно дело, достојно за почит. Јас верувам дека ќе допре до поголем број наставен кадар, ќе најде широка примена и дека ќе добие поголем број изданија. Не би сакала многу да говорам, денес е убав светол ден, нека ни е вечен и честит празникот, нели, денот на учителот, да се слави многу години со голем број вакви плодотворни дела, следната година уште повеќе да ги има, да се радуваме, да чествуваме. Времето ќе го покаже своето. Тој е најголемиот предизвик за нас. Тој носи нови промени, нови предизвици, нови искушенја пред нас. Се надевам, тие ќе бидат предизвик како за Сонја, така за сите вас, поттик да создадеме уште повеќе. На крај би кажала и едно друго. Често слушам досега, малку говорлива. Знаете, лесно е да бидеш наставник,
некаде во соседните земји. Лесно е да бидеш наставник во западноевропските земји. Тие имаат широк репертуар на прирачна литература, богат дидактички методски материјал. Еве го. Имаме и ние, создаваме и ние. И ние имаме наставници за почит. Они кои можат и создаваат. И ние имаме наша дидактичка литература. Посакувам да ги има уште повеќе. Ви благодарам премногу, значи, на овие прекрасни зборови. Многу посебно денес се чувствувам на овој посебен ден, Меѓународниот ден на учителот и на промоцијата на мојата прва рожба на изминатите 15 години од моето работно искуство како наставник. Ова ми е прв дидактички материјал во форма на прирачник и многу се чувствувам денес радосна и ви благодарам многу што денес сте тука присутни на оваа промоција. Сакам посебно да ги поздравам представниците од Бирото за развој на образованието, од секторот за образование на општина Тетово, представници од училишниот одбор, од Советот на родители. Исто така посебно сакам да ги поздравам и моите родители кои што ми се поддршка во работата и во животот, се она што работам секако и голема благодарност до нив. Излезе опечат мојот прирачник со практикум на наставни техники во наставата по македонски јазик. Оваа идеја ја имав малку подолг период, меѓутоа никако да дојде до таква реализација. Сега би сакала да ви прочитам оно што сум го напишала за оваа промоција, бидејќи јас позитивно сум растревожена во мене заради многу убави емоции што ми предизвикавте и се плашев дека вака ќе се чувствувам и че не можам да ви искажам што се сакам да ви кажам и заради тоа ќе ви го прочитам тоа. Успешниот пат на еден наставник започнува со желбата, што се раѓа да ги воспитува и да ги образува децата. Таа желба е постојана воделка во професионалниот развој. Таа мотивира да ги продлабочуваш знаењата, да истражуваш како да ја подобриш наставата, како да ја направиш училницата што поубаво место за учење, како учениците да станат жедни за знаење и да постигнуваат во учењето во високи резултати. Токму и оваа желба го создаде и прирачникот кој денес го промовира. Но не е само желбата. Постоеше еден човек кој беше вистински добар учител, кој препознаваше добра педагошка работа, кој несебично делеше совети, кој препозна квалитет во мојата работа и ме советуваше своите добри практики да ги ставам на хартија. Сакам да искажам голема постхумна благодарност до советникот во Бирото за развој на образованието Мито Стефановски, на кој го посветувам овој прирачник. Сега би ве замолила да му дадеме почит пред молитва. Слава. Во оваа прилика исто така сакам да се заблагодарам на членовите на неговото семејство што се тука присутни и би сакала да подарам еден прирачник на неговата ќерка Елена Стефановска, која што тргна по неговите стапки и дипломиран професор по македонски јазик.
сега би сакала да проговорам за прирачникот, кој е наменет за наставниците за помош во нивната работа и за подобрување на наставниот процес. Што содржи тој? Во прирачникот има разработено 26 јазични техники и 6 игровни активности кои се применети во наставата по македонски јазик. Дел од техниките се добро познати на наставниците, но дел од нив се новосмислени и модифицирани. Наставните техники во голема мера го подобруваат квалитетот на наставата. Нудат разновидност во примена на наставни форми и пристапи, го прават часот многу поинтересен и содржините попривлечни за учениците. Секоја техника си има своји специфичности и треба добро да се избере која од нив е соодветна за содржината, што се разработува на часот и за целите што треба да се постигнат на тој час. Некои техники продуцираат нови идеи и ја будат креативноста кај учениците, како што е бура на идеи, насочена фантазија или книга на паралелката. Некои пак го поттикнуваат логичкото размислување и ги развиваат мисловните процеси, како што се Венов диаграм, звезда на приказната, Т-табела. Дел од нив се применуваат за пристап на проблемот од најразлични аспекти и развој на критичкото размислување, како на пример техниките 6 шапки, видови прашања, дебатна техника. Но има и многу такви преку кои учениците го согледуваат својот процес на учење. Тоа се техниките триаголници, знам, сакам да знам, научив и уште сакам да знам. За полесно користење на прирачникот, подетално е објаснета секоја техника. Каде треба таа да се користи, кои се чекорите кои треба да се следат за успешно да се примени, кои материјали се потребни за на часот и кои се ефектите од нејзино користење. Даден е и наставен лист за секоја техниките каде што е потребен. После секоја обработена техника, наставникот добива пример како таа е користена за конкретниот наставен час, со разработено сценарио и подготвени наставни листови и линкови или QR кодови кои водат до задачи кои се користени и секако фотографии од моите часови. Во оваа прилика сакам да искажам и благодарност до моите ученици со кои се реализираат овие часови и до нивните родители за прекрасната соработка што има со нив. Кога го пишував прирачникот, се сетив дека во него можам да ги вметнам и игровните активности кои што ги применував на своите часови и за кои забележав голем ефект и во поглед на зголемување на интересот за учење, но и во поглед на подобрување на ефектите и резултатите од учење. Дел од овие игровни активности се модифицирани, дел се мои авторски. Има и објавени на страницата Friends of Education, пријатели на образованието. Какви се овие игри и каков е ефектот од нивната примена? Например, има игра во овој прирачник која се вика слог по слог збор. Учениците преку тркало од слогови, кој што секако го има во прирачникот и може да се испечат и да се примени, по случајен избор добиваат одреден број на слогови кои треба да ги комбинираат во зборови. Оваа игра поттикнува и надпреварувачки дух. Па учениците се обидуваат во дадена временска рамка да се состава што е можно повеќе зборови од повеќе слогови и така. И учат за слоговите, учат за едносложни, двосложни, повеќесложни зборови, а сето тоа е преку игра и е интересно за нив, а ефектот од учењето е голем. Например, во играта Глаголска игра, учениците учат за глаголските времиња преку зададена табла, картички од задачи, микробит и робот. Прирачникот ја следи модерната технологија и примената на современи наставни средства. Но доколку наставникот или училиштето ја нема таа можност, прирачникот дава алтернатива со кои наставни средства може тоа да се замени и да биде ист или сличен ефектот на часот. Во поново време, во образованието се актуализира медиумската писменост и култура. И затоа во прирачникот ставив и игра која го подготвува ученикот како да се справи во светот на информациите и да препознае што е информација, а што дезинформација, како да ја провери веродостојноста на информацијата. Потоа, преку играта насловена Медиумко, исто така може да ја провери веродостојноста на визуелните содржини, односно на фотографиите. Но, исто така, учениците имаат можност да ги анализираат и рекламите
и да детектираат кои се тие мамки што го прават производот привлечен за гледачите. Играта има многу компоненти. Ученикот влегува во неа со силна доза на љубопитност, а излегува со развиено критичко размислување, вештина која што е потребна на образованието во 21. век. Сите овие понудени наставни техники и игровни активности можат да се користат така како што се дадени во прирачникот, но тоа би требало да важи само за наставниците кои што се почетници, а за наставниците со искуство прирачникот треба да биде само мотиватор за комбинирање на техники, примена на различни часови, модифицирани на различен начин и поттик да се иновираат и од страна на наставниците нови техники кои што ќе бидат ефективен пристап за поголеми успеси во учењето. Драги гости, сакам длабоко да се заблагодарам за вашата поддршка и присуство на денешната промоција. Се надевам дека мојот прирачник со практикум за наставни техники во наставата по македонски јазик ќе биде од голема помош за наставниците. За кус временски период, освен за интерна употреба на училиштето, прирачникот ќе биде издаден и во издавачката куќа Едукамат и ќе биде и за широка употреба. Оваа промоција ќе ја завршам со мислата на Џојден. Се што ќе научите станува ваше богатство. Богатство што не може да ви биде одземено. Без разлика дали ќе учите во зградата наречена училиште или ќе учите од животниот учител. Учењето нови работи е безвременско задоволство и безценето богатство. Ви благодарам многу.